Бизнис заедницата слушна ветувања, мерки што ќе ги преземе владата, кои што и беа барани до сега и кои што го влее оптимизмот дека ето заедно преку зајакнувањето на тој јавно-приватен диалог, што вчера излагањето на премиерот даде потврда дека стварно се водеше јавно-приватен диалог и дека тој јавно-приватен диалог поставен е на партнерски однос, на партнерска основа. Значи, што треба бизнис заедницата да направи за макроекономските параметри да бидат подобри, што треба владата да направи за бизнис заедницата да има подобро бизнис окружување за работа. Тука би го потенцирала прво ветувањето на раздолжување како еден битен елемент во разрешувањето на клучниот проблем што го има сега бизнис заедницата. Значи, ако другите ограничувачки фактори за пораст на економските активности се од надвор, од аспект на намалената потрошувачка во странство, посебно во ЕУ и еврозоната, ликвидноста е проблем број 1 што треба внатре заедно да ја решиме. Вчера добивме ветување дека тоа ќе се разреши. Пак ќе повторам за тоа што тоа е клучен проблем за одржување на тековните активности. Преку раздолжувањето ние гледаме една можност и оптимизам да продолжат тековните активности од аспект на тоа што задолжницата која што веќе почнува да се применува, иако начално ние ја поздравивме од аспект на нејзината извршност и од аспект на можноста да се избере партнерот, меѓутоа со тоа што таа е доброволна и со тоа што таа не го вклучува јавниот сектор, кажавме дека една голема алка во ланецот на раздолжување недостасува, а тоа е јавниот сектор. Затоа што имаме фирми кои што поради ненаплатени побарувања од јавниот сектор не може да ги сервисира своите долгови кон своите добавувачи. Втората добра вест е тоа што јавно се кажа дека даноците нема да се зголемат. За разлика од државите што ги имаме во регионот, кои што во справувањето со кризата отидоа во зголемување на даноците, значи бизнис заедницата може да смета дека нема да има оптоварување по дополнително по основ на даноците, затоа што даночното оптоварување останува на исто ниво. Третата добра вест е тоа што ќе се поддржуваат капиталните инвестиции во инфраструктурата. Знаете дека тоа нас не беше барање одамна, од аспект на унапредување на инфраструктурата, изградба ради олеснет пристап до странските пазари и на тој начин зголемување на конкурентноста. Еве сега се кажа дека ќе се оди во инфраструктура и тоа пред се во патната инфраструктура, во современување на железничката инфраструктура и во делот на гасификацијата. И четвртиот сегмент е тоа што индиректно влијае на бизнис заедницата, не намалувањето на платите на јавниот сектор, порастот на пензиите, од аспект на одржување на нивото на домашната потрошувачка. Тоа се тие вести што според нашите бараниот коментар влијае оптимизам пред се дека со негативните ефекти од економската криза поуспешно ќе се справиме.